Ако целта ти е да научиш самоодбрана и како да ги заштитиш твоите најблиски, тогаш ова видео е за тебе. Најпрво неизбежно е да најдеш на овие два термина пред да се запишеш за твојата прва боречка вештина. А тоа е традиционални боречки вештини и модерни боречки вештини. Така да што е разликата помеѓу нив и дали воопшто треба тоа да те замара. Кога ги слушнеме традиционални боречки вештини, секогаш замислуваме некој наратив, некоја приказна, дисциплина, појас, униформи, кооперативни вежби и така натаму. Кога ги слушнеме модерни боречки вештини, најчесто замислуваме спортови, надпревари и војна. Така да, дали воопшто е битно тоа што ќе го одбереш да биде или традиционално или модерно? Најпрво, ова го зборувам од искуство и знам и имам дојден до овој заклучок после толку години вежбање на боречки вештини и модерни и традиционални е дека фактот е дека треба да научиш само тоа што функционира, без празни движења, под одредени услови и со здрави реалистични претпоставки. Во мојата таа школа секогаш вежбаме според овие три тренинг принципи за реалност. Дека предаторот ќе биде секогаш поголем, побрз, посилен и понепредвидлив од тебе, дека се работи за повеќе напаѓачи, тоест предатори, и дека се вооружен. Така да кога ќе замислиш овие три претпоставки, веќе многу прецизно дознаваш што функционира и што не функционира, без разлика дали е модерно или традиционално. Нас ни е битно само да работи. Да работи под притисок, да биде едноставно, да биде ефективно, да биде ефикасно и да има интенција да повреди. Бидејќи секогаш кога ќе замислиме самоодбрана, размислуваме за дефанзивни движења, за дефанзивна умствена и телесна состојба. Ама тоа е многу погрешен пристап, бидејќи токму тоа е тоа што ќе те убие. Мораш да имаш офанзивна телесна и умствена состојба и да имаш интенција да повредиш. Без разлика дека немаш иницијативата прв и дека некој ти приоѓа сака да те нападне или да те повреди. Така да, постојат два типа на насилство. За ова ќе кажам на наредното видео, бидејќи е многу битна дистинкција да се направи, бидејќи бара два различни одговори. Така да, во претходното видео исто кажав дека за да имаш добро кунфу, за твоето кунфу да биде целосен, мораш да имаш цел. Така дека твојата цел е само заштита на себе и твоите најблиски, секогаш ги има овие три претпоставки на ум и ќе приметиш кога твојот тренинг ќе биде и ќе остане реалистичен и практичен. Така да, тоа е тоа. Не се замарете која вештина ја вежбате, туку замарете се како ќе ја вежбате и дали ги има тие цели и тие претпоставки на ум. Тоа.